Глава 2. Бара од солзи. Се пречудно и пречудно, извика Алиса. Толку беше изненадана, што наеднаш заборави како се зборува правилно. Сега се расклопувам како најголемиот телескоп што постоел. Збогум стапала мој. Оти кога ќе погледнеше надолу кон стапалата, толку беа далеку, што воопшто не можеше да ги види. Оф, кутри мој стапалце, кој ли сега ќе ви обува чорапи и чевли? Сигурно не јас. Ќе бидам предалеку, за да можам да се занимавам со вас. Ќе морате да се снаоѓате сами, но морам да сум фина со нив, си помисли Алиса. Да не случајно тргнат во правец во кој не сакам да одам. Ајде да видиме. Секој Божи ќе им дава ново рало чизми. Продолжи да си планира како ќе го изведе тоа. Ќе мора со курир, си помисли. Колку е смешно на сопствените стапала да им праќаш подароци и колку ќе биде смешна адресата. До почитуваниот господин десно стапало на килимчето пред каминот од решетката. Со љубов од Алиса. Оф, леле, какви ли се овие безмислици? Токму во тој миг главата ѝ се удри од таванот на ходникот. Всушност, сега беше висока речиси 3 метра. Па веднаш го зеде златното клуче и побрза крај вратата. Кутричката Алиса не можеше да стори веќе ништо, освен да легне настрана и со едно толку да погледне во градината. Безнадежно беше да верува дека ќе влезе внатре, па си седна долу и пак се расплака. Срам да ти е, си рече Алиса. Колку голема девојка, што навистина беше точно, вака да плаче. Веднаш да си престанала, ти велам. А сепак продолжи да плаче лејки литри солзи, се додека околу неа не се направи бара длабока 10 см, што се разлеваше до половина ходник. По некое време слушна тропкање на чекори во далечина, па на брзина си ги избрише очите за да види кој доаѓа. Тоа беше белиот зајак, кој се враќаше свечено дотаран, со бар бели ракавици од јарешка кожа во едната рака, а во другата големо ладало. Идеше со заитан чекор, мрморејки си. Оф, леле, војводката, војводката, колку ли ќе биде бесна ако изадоцна? Алиса беше во таков очај, што беше подготвена од кого било да побара помош. Па кога зајакот се приближи, со кроток тиво глас почна да му зборува. Господине, ако може. Зајакот силно се штрекна, ги пушти ракавиците и ладалото и најбрзо што можеше побегна во темницата. Алиса ги зеде ракавиците и бидејќи беше многу жешко во ходникот, фати да се лати и да се зборува. Оф, леле, колку е се чудно денеска, а вчера се беше нормално. Се прашувам, дали сум се променила во текот на ноќта? Чекај да размислам, дали бев истата кога се разбудив утрово? Се ми се чини дека сум се чувствувала некако различно. Но, ако не сум истата, следното прашање би било, која ли сум јас? Ах, тука лежи големата загадка. И почна да си ги превртува во главата сите деца кои ги знаеше на својата возраст, за да види дали може би толку се променила што се претворила во некоја од нив. Сигурна сум дека не сум Ејда, рече. Затоа што таа има многу долги кадрици, а јас што воопшто немам кадрици. А сигурна сум дека не сум ни Мејбл, оти знам некакви работи, а таа многу малку знае. Покрај тоа, таа е таа, а јас сум јас. И оф, колку е ова загадочно. Ќе проверам дали ги знам работите што сум ги знаела и порано. Ајде да видиме. 4 по 5 е 20, а 4 по 6 е 13, а 4 по 7 е... Оф, леле, никогаш нема да стигнам до 20 ако продолжам вака. Како и да е, таблицата по множење е небитна. Ајде да пробаме со географија. Лондон е главен град на Париз, а Париз е главен град на Рим. А Рим, не, се ова е неточно. Сигурна сум. Мора да сум се променила во Мејбл. Ке се обидам да ја испеам, ах, тој крокодил.
Ги склопи рацете во скудот како го наизуст повторуваш лекции и почна да ја пее. Но гласот извучеше грубо и чудно, а зборовите не излегуваа како што треба. Бил тој убав и мазан, но имал опаш гнил. Гордиот и славен нилски крокодил. Реката му била најголемиот царски трон, но еден ден го изел и нилскиот коњ. Ах, тој крокодил, гнасен крокодил, радосен би бил да лапа се во Нил. Сигурна сум дека ова не се вистинските зборови, рече кутрата Алиса и очите пак и се наполнија со солзи. Сепак, мора да сум Мејбл. Ке треба да живеам во таа една бедна куќерка и да немам речиси воопшто играчки и толку многу за учење. Не, решив. Ако сум Мејбл, ќе останам овде долу. Попусто ќе им биде на сите ако ги спуштат главите и ми речат: ајде мила, качи се пак горе. Само ќе погледам нагоре и ќе речам: јас? Која сум јас? Прво кажете ми, а потоа, ако ми се допаѓа да бидам таа личност, ќе се качам. Ако не, ќе останам тука додека не остане некој друг. Но извика Алиса, наеднаш расплакувајќи се. Колку би сакала навистина да ги спушта долу главите. Колку ми издодеа да сум сама тука долу. Како што го кажа ова, си погледна во рацете и изненадена се фати дека беше облекла една од белите јарешки ракавици на зајакот дека зборува. Како ли сум можела, си помисли. Мора пак да се смалувам. Стана и отиде до масата за да се спореди со незината висина и виде, колку што можеше да претпостави, дека сега беше висока околу 60 см и најкло се смалуваше. На брзина разбра дека причината за ова беше ладалото што го држеше, па веднаш го пушти. Токму навреме пред сосема да се смали и да исчезне. Завлакна се спаси, рече Алиса, можна исплашено поради незината промена, но многу среќна што се уште постои, а сега кон градината, и се стрча кај вратата најбрзо што можеше. Но вратичката повторно беше затворена, а златното клуче повторно стоеше врз стаклената масичка, исто како и преѓе. Нема полошо од ова, си помисли кутрото дете. Оти никогаш не сум била олку мала, никогаш. Навистина е страшно, одговорно тврдам. Како што ги изговори овие зборови, стапалото й се лизна и во следниот миг пљас беше до гушева солена вода. Прво си помисли дека некако паднала во морето. Во кој случај можам да се вратам со воз, си рече. Алиса еднаш беше на море, пошто дојде до општиот заклучок дека каде и да одиш на англиското крајбреже, ќе најдеш голем број машини за капање, неколку деца кои копаат во песокот со дрвени лопатки, редица куќерки за најмување, а зад нив железничка станица. Сепак, наскоро увиде дека е во барата солзи што ги исплака кога беше висока 3 метри. Не требаше да плачам толку, рече Алиса, пливајќи наоколу, обидувајќи се да се извлече некако. Сега по сек изгледа ќе бидам казнета со тоа што ќе се удавам во сопствените солзи. И тоа сигурно ќе биде необично, но денеска се е толку необично. Токму тогаш чу нешто како шлапка наоколу во барата. На известно растојание од неа, па отплива натаму за да види за што се работи. Прво помисли дека најверојатно е морш или нилски коњ, но потоа се присети колку е малечка, па набрзо свати дека тоа е само глувче кое паднало во вода исто како и таа. Има ли некаква смисла, си помисли Алиса, воопшто да разговарам со глувчево? Се е толку изместено тука, што не би ме зачудило тоа да зборува. Во секој случај, ништо не губам ако се обидам. Па му рече: о, глувче, дали знаеш како се излегува од барава? Алиса мислеше дека ова е правилниот начин да се зборува со едно глувче. Досега никогаш не беше направило такво нешто, но се сеќаваше дека во граматика по латински на брати имаше видено глувче, од глувче на глувче, глувче о глувче. Глувчето мошне правилно ја погледна и изгледаше како да ја намигна со едно од очињата, но не рече ништо.
Може би не разбира англиски, си помисли Алиса. Може би се работи за француско глувче кое е дошло тука со Вилијем освојувачот. Оти и покрај сето знаење и историја, Алиса немаше јасна представа за тоа колку одамна се случиле известни работи. Па повторно му се обрати. Оу ест, ма, че. Првата реченица од незиниот учебник по француски. Глувчето најнаш потскокна во водата и почна сето да се тресе од страв. Оф, се извинувам. Веднаш извика Алиса, плашејќи се дека може би ги повредила чувствата на кутрото животинче. Сосема изумив дека не ги сакаш мачките. Не ги сакам мачките, со пискав и ражнежен глас извика глувчето. Дали ти би ги сакала мачките да си на моје место? Па, најверојатно не, рече Алиса со благ тон. Не се лути, а сепак би сакала да ти покажам нашата мачка Дина. Мислам дека ако ја видиш, ќе почнеш да ги сакаш мачките. Таа е мила и питома, продолжи Алиса како да си зборува сама со себе. Мрзливо пливајќи низ барата. И си седи до каминот и си преде. Си ги лиже шепите, си го мие лицето, и толку е мека за галење, и толку ја бидува за фаќање глувци. Леле, извини. Повторно извика Алиса. Оти сега глувчето сето се накострежи, па беше сигурна дека овој пат навистина го навредил. Веќе нема да зборуваме за неа ако не сакаш. Кој ние? Извика глувчето кое се тресеше од глава до опаш. Не бара јас некогаш би зборувала на ваква тема. Нашето семејство од секогаш мразело мачки, гадни, подли, валкани суштества. Да не сум те чул веќе да ги споменеш. Нема никако, рече Алиса, брзајќи да ја смени темата на разговор. Дали ги сакаш кучињата? Глувчето не одговори, па Алиса возбудено се раздрдори. До нашата куќа има едно толку сладко кученце. Баш би сакала да го видиш. Едно териерче со светли очи. Знаеш, и со толку долго кадраво костенливо влакно. И ако му фрлиш нешто, ти го носи. И знае да седне и да моли за храна и секакви работи. Не можам ни да ти кажам на пола да се сетам. И на еден фармер, знаеш, и тој вели дека му е многу корисен, дека вреди 100 фунти. Вели дека ги убива стаорците и дека... Оф, леле, извика Алиса нажалезно. Изгледа пак те навредив. Оти глувчето со гласното пљаскање и плюскање брзо отплива колку што можеше подалеку од неа. Па затоа милно го викна. Глувче драго, те молам врати се. Нема ни за мачки ни за кучиња да зборуваме ако не ги сакаш. Кога ја слушна глувчето се заврти и бавно заплива кон неа. Лицето му беше многу бледо. Од жештина си помисли Алиса и рече со тивок тон. Ајде да стигнеме до брегот, па ќе ти ја раскажам мојата приказна. Така ќе разбереш зошто толку мразам мачки и кучиња. Време беше да си заминат. Оти барата се полнеше со птици и животни кои паднале во неа. Имаше патка и додо, тигрица и орле, како и неколку други необични суштества. Алиса заплива прва, а по неа и целата дружина.